Гледачи на Канал 8, добродојдовте. Во работна посета на општина Виница престојуваше амбасадорката на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска Рејчел Галовеј. На средбата со градоначалникот Ивица Димитров се разговараше за финансирање проекти приоритетни за реализација во оваа општина, како и за досегашната соработка со британската влада. Амбасадорката Галовеј го посети и музеот Теракота, како и дел од најуспешните фирми во општина Виница. Амбасадорката на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска Рејчел Галовеј во посета на општина Виница. На средбата со градоначалникот Ивица Димитров се разговараше за помошта на британската влада во делот на развојот на стопанството, како и во делот на подобрување на инфраструктурата во општината и околните населени места. Еден таков поголем проект подржан од нив е проектот за проширување на станицата за вода во Виница. Ние со амбасадорката разговаравме за приоритетите кои што ги има нашата општина, тоест општина Виница, за инфраструктурната ситуација во која се наоѓаме, што е она што работиме и најголем дел посветивме во делот на стопанството, за нашите компании, развојот на општина Виница и на кој начин планираме и натаму да се развива. Ние работиме за проекти кои што се финансирани од страна на Европска инвестициона банка, Светска инвестициона банка, каде што најголеми донатори се токму британскиот народ и британската влада. Така да сите оние средства кои што се поврзани со Светска банка и Европска инвестициона банка се со поддршка од страна на британската влада. Значи еден таков проект, ја веќе кажам сега, тоа е во тека е завршна ситуација за тендерот за проширување на станицата за вода во Виница и поврзување на село Лески. Тоа е инвестиција вредна 400.000 евро. Амбасадорката Галовеј истакна дека пријатно е изненадена од фактот што општина Виница, иако мала општина, напредува брзо и инфраструктурно и стопански се развива, посебно во делот на проектите што ги финансира британската влада. Имавме многу убава дискусија околу предизвиците на општината, нели, со почетот на пандемијата, и многу сум пријатно изненадена за позитивната приказна која што се случува тука локално. Исто во текот на денот ќе се сретнам и со локалните политичари, луѓе од бизнис заедницата, како и невладините организации, и да ми е драго што ќе имам можност да слушнам како тие работат во сегашните услови. Ми е драго што ќе имам можност да ги посетам еден од нашите проекти кои што се поддржани од Обединетото кралство. Тоа е во проект кој што е спроведуван од невладината организација HERA. Посетата на Виница амбасадорката искористи да се запознае со историските моменти на општината, така што го посети музеот Теракота, а потоа и одредени успешни фирми во општината. Локалната самоуправа на Кочани доби заем од владата во висина од близу 1 милион евра, со кој ќе решава сообраќајната инфраструктура во општината. Со парите ќе се градат повеќе улици и локални патишта, како дел од заложбите комплетирање на планираните сообраќајни проекти. Преку заемот од Светска банка за проектот за поврзување на локални патишта, општина Кочани доби над 964.000 евра од државниот буџет. Парите ќе се користат во наредните години за изградба на улици и патишта. Средствата се добиени под поволни услови за отплата, а ќе овозможат реализација на планираните сообраќајни решенија во градот и во населените места во општината. Во првата јавна набавка, локалната самоуправа на Кочани аплицираше со реконструкција на улицата Тодосија Паунов за левиот коловоз во должина од над 950 метри, што започнува од кружниот тек со спојот кај улицата Киро Кикенски, односно во близина на новата бензинска пумпа Лукоил. Проектот е веќе одобрен и се очекува избор на изведувачот да се реализира до крајот на ноември. За реализација на проектите од сообраќајната инфраструктура стана збори на последната седница на Советот на општината, при што градоначалникот Илиев најави дека и покрај кризниот период поради пандемијата, планираната годишна програма се реализира без проблеми. Бројот на улиците драстично се намалува со реализацијата на ова годишната програма. Очекувам дека бројот на улиците кои што чекат за решавање е драстично намален и со едно добро планирање и обезбедување на додатни средства
дури одредени делови од градот Кочани ќе бидат и целосно решени со асфалтирани улици. Нешто што навистина е повеќе од потребно во 21 век. За втората јавна набавка општина Кочани аплицираше со реконструкција на улицата Гошо Викентиев во должина од 336 метри, од поранешен колор до спојот со улицата Тодосија Паунов. Исто така аплицираше и за улицата Раде Кратовче со должина од над 630 метри, од правец на задниот влез на општина Кочани. Овие проекти се веќе во фаза на одобрување во Министерството за транспорт и врски и општина Кочани постапува по забелешките од координаторите, пошто се очекува одобрување на двата проекта. Почна асфалтирањето на патниот правец Црн Камен Калиманци во должина од 3100 метри, колку што остана за уредување. Патот кој делумно беше асфалтиран ги поврзува општините Виница и Делчево. Започна асфалтирањето на патниот правец Црн Камен Калиманци со уредување на 3100 метри, колку што остануваат за комплетирање на овој регионален патен правец. Станува збор за стариот пат кој ги поврзува општините Виница и Делчево, кој што беше асфалтиран делумно и останаа 3100 метри земјена површина. Градоначалникот Ивица Димитров присуствуваше на отпочнувањето на асфалтирањето и рече дека е задоволен што како општина успеале да обезбедат солидна сума средства и да заокружат еден проект кој е ставен во статус кво ситуација цели 3 децении. Започнат, но не е завршен. Со средства во висина од 19 милиони денари кои ги обезбеди општината преку јавното претпријатие за државни патишта, стартуваше финализацијата на овие 3100 метри во ширина од 3,5 метри и во наредните 10 дена целосно ќе биде завршен со асфалтирање. Со тоа ќе се добие уште едно ново квалитетно сообраќајно решение за поврзување на Виница со соседната општина Делчево и секако едно големо олеснување за жителите од ридско-планинските населени места. Комуналното предпријатие Водовод го продолжува прибирањето на сламата за потребите на пречистителната станица за отпадни води, каде таа се преработува во органско ѓубриво. Деновиве беше објавен и јавен повик за избор на оператор кој ќе обезбеди услугата за балирање и транспорт на сламата. Комуналното предпријатие Водовод ќе ги набави почетните 150 тони слама од годинашнава оризопроизводителна сезона, како суровина за производство на органско ѓубриво во пречистителната станица за отпадни води во Мојанци. Станува збор за редовна постапка со која се овозможува двоен ефект, односно намалување на загадувањето на воздухот поради палењето на сламата, а истовремено се обезбедува материјал што се користи при прочистувањето на водата, а подоцна со негова преработка се произведува компост. Деновиве заврши јавниот повик за избор на оператор кој ќе балира и транспортира сламата до пречистителната станица, пошто треба да биде подпишан и договор за реализација на услугата. Во техничката спецификација на повикот беше нагласено дека сламата треба да биде пакувана во бали со должина до 1 метар и широчина и височина од по 40 на сантиметри. При тоа се планира да се набават околу 6500 бали, при што секоја од нив треба да биде со просечна тежина од 22 до 25 килограми. Операторот што ќе биде избран има обврска сламата да ја испорача сукцесивно во период од 20 дена од денот на склучување на договорот, односно од нарачката од страна на комуналното предпријатие Водовод. Со оглед дека во моментот актуелна е жетвата на оризот, при што според стручните пресметки се добиваат околу 4,5 тони слама од хектар, проценка е дека по искористувањето на дел од сламата за потребите во сточарството, според засеаните површини со ориз сезонава, ќе има остаток од околу 15.000 тони слама како слободна биомаса. Минатата година, комуналното предпријатие Водовод складираше околу 60.000 бали, што е далеку помалку од максималниот капацитет што може да го преработи пречистителната станица. Таму дневно се добиваат околу 17 кубни метри отпадна тиња, а по мешањето со сламата се произведуваат дневно 26 метри кубни компост. Камерниот состав Квартет Тромбони, што функционира во склоп на Македонската филхармонија, одржа концерт во Центарот за култура Бели Мугри. Кочанци има можност да уживаат во песни во шпански стил, но и репертоар од америчката литература.
Концерт одржа квартетот Тромбони во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за камерен состав при Македонската филхармонија, а концертот е дел од проект подржан од Министерството за култура во соработка со Кочанскиот културен центар. Квартетот Тромбони на Македонската филхармонија е формиран во 2016 година, во кој членуваат Димче Белчовски, Бранко Илиевски и Никола Ристевски на тромбон и Александар Ниник на туба. Нивната долгогодишна соработка со Македонската филхармонија е преточена во камерен состав кој има за цел концертна промоција и унапредување на музичко-сценската дејност низ државата и надвор од неа. Вечерва имаме една специјална програма, нажалост со скратена програма ради ковид мерките, меѓутоа имаме една така, како да речам, америчка програма, Северна и Јужна Америка, од континентите имаме некои бразилски танци, кои што ги свириме на почетокот, после ќе се префрлиме малце во Северна Америка, ќе свириме дел од америчката литература, па ќе свириме некои интересни композиции, како Feeling Good, Can't Help Falling in Love од Елвис Присли, од Майкл Бакли, за на крај да завршиме повторно се свириме и да свириме една мексиканска композиција која што е позната на сите, односно се работи за Бесаме Мучо. Така една полесна програма во тешко време. Составот го формиравме, како да кажа, спонтано дојде соработката, бидејќи веќе подолго време соработуваме во Македонската филхармонија, значи ние сме група тромбони или лоу брас група во Македонската филхармонија и така спонтано составот на наша иницијатива решиме да направиме еден камерен состав, кој што сепак има една друга задача, нели оркестарската е така малку покомплексна оркестрација и тешко може да се презентира во другите градови, да речеме да се децентрализира музиката. Така да за тоа се одлучиме еден камерен состав со кој што ќе може да се представуваме мобилно да одиме по другите градови низ државата и да децентрализираме музиката, кој што знаеме дека фали, во малите градови фали концентрација на класична, меѓутоа и посовремена музика, така меѓутоа одиме, значи имаме сега во декември, изминатиот декември гостувавме во Софија, на покана на амбасадорот, бевме на Косово Брас фестивал во Приштина, исто така во декември. Лани и преклани бевме два пати во Њујорк, во културниот центар, така да сме доста активни. Сега оваа година малце така со потежните услови, меѓутоа се трудиме колку што можеме да доближиме музиката до секој граѓанин. Генерално, рече Белчовски, намален е интересот од страна на младите за изучување на сите инструменти. Меѓутоа, во однос на овие два инструменти, тромбон и туба, сепак за сега добро стојат со кадровски потенцијал, така што вршат презентација пред младите за промоција на овие инструменти и на тој начин се трудат да ги пренесат на идните генерации. Одржувањето на концертот се должи и на одличната соработка на квартетот со Центарот за култура во Кочани, каде што имаат гостувано и претходно. Помеѓу изведбата на композициите, Бранко Илиевски, член на квартетот, го представуваше составот пред публиката и самите инструменти, а го презентираше и репертоарот со кој се представуваат и потеклото на композициите. При одржувањето на концертот беа запазени сите мерки за заштита од COVID-19, мерење температура на влезот на центарот, дезинфекција на раце и носење маски, како и држање растојание од 2 метри. По завршувањето во Кочани, квартетот Тромбони со истиот репертоар се представи и во Берово. Следува информацијата од спортот. Во 8-то коло од првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое второлигашките Осогово и Слога 1934 играа како гости, освоија по 1 бод. Жолтосините ремизираа со Каменица Саса, а виничките фудбалери ги поделија бодовите со Китго. И по одигрувањето на 8-то коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, тимовите на Осогово и Слога 1934 не ги променија позициите на табелата. Освоија по 1 бод од гостувањата во македонска Каменица, односно Пехчево. Тимот на Каменица Саса, која заедно со Кочанскиот второлигаш Осогово мака мачи да се помести од долниот дел на табелата, не успеа да искористи предноста на домашниот терен и да ги освои 3 бода. Надпреварот заврши без голови, иако и на двете страни имаше по неколку можности да се затресат голманските мрежи.
Психолошкиот притисок за двете екипи беше голем, што предизвикуваше нервоза кај фудбалерите, зашто потврда се 5 жолти картони. Освоениот бод за Осогово веројатно има поголема вредност, затоа што екипата го задржа чекорот со ривалите од средината на табелата, па со 8 бода останува на 8-то место. Во следното коло, кое ќе биде последно во првиот круг од есенската сезона, жолто-сините на домашен терен ќе имаат голема шанса против последно пласираната Плачковица да остварат целосен успех и да се извлечат од дното. Фудбалерите на Слога 1934 исто така можат да бидат задоволни од извлечениот бод во Пехчево против Кит Го. Причина за тоа е што домакините први дојдоа во водство, иако голот го постигнаат дури во 71-та минута. По корнерот од левата страна во мешаницата пред голот на гостите одлично се снајде домашниот Христов, кој само од неколку метри стрелаше за предноста. Сепак фудбалерите на тренерот Крстев брзо се созедоа и по само 5 минути игра успеа да израмнат со погодокот на Бујчевски. До крајот на надпреварот домакините се обидуваа да го променат резултатот во своја корист и да дојдат до 3 бода. Сепак сето тоа остана без успех. Во следното коло виничкиот второлигаш Слога на домашен терен ќе ја пречека Прилепска победа. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.